Почитуван господин Никола Бертолини, раководител на секторот за соработка во делегацијата на Европската Унија, почитуван амбасадор Карло Ромео, амбасадор на Република Италија, почитуван амбасадор Јацек Молдановски, амбасадор на Република Полска, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, ми представува задоволство денеска заеднички со делегацијата на Европската Унија во Република Македонија и со амбасадорите на Република Италија и на Полска, заеднички официјално да го најавиме отварањето и почетокот на имплементацијата на Твининг проектот, финализирање на мрежата на сметководствени податоци од земјоделските стопанства ФАДА. Проектот е финансиран од инструментот за предпристапна помош ИПА на Европската Унија со буџет од 800.000 евра и во трајање од 18 месеци. Твининг проектот финансиран од националната програма ИПА 2013 се спроведува во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство при владата на Република Македонија. Партнер е Министерството за земјоделство, прехрана и шумарство на Република Италија, во партнерство со Италијанскиот национален совет за земјоделско истражување и анализа на аграрната економија и Институтот за земјоделска економија и храна, Национален институт за истражување од Република Полска. Основната цел на проектот е да придонесе кон понатамошно надградување на мрежата на сметководствени податоци од земјоделските стопанства ФАДАН, според новата регулатива на Европската Унија за ФАДАН, понатамошно подобрување на системот за проверка на квалитет на податоците, како и подобрување на користењето на ФАДАН податоците за потребите на националната земјоделска политика. Спроведувањето на проектот ќе придонесе за консолидација на националниот ФАДАН систем, кој представува единствена база на податоци во земјата, која обезбедува економски и финансиски податоци од земјоделските стопанства. ФАДАН системот представува централен инструмент за следење на економскиот развој на земјоделството и земјоделските стопанства во земјите членки на Европската Унија како целина. Во создавањето на едно развиено и конкурентно земјоделство за Република Македонија за останатите земји кандидати за членство во Европската Унија, клучна е улогата на владините политики за забрзување на евроинтеграцијскиот процес. Едно од барањата во процесот на прилагодувањето на институциите кон Европската Унија е воспоставувањето на национална мрежа за прибирање на сметководствени податоци од земјоделските стопанства. Надградениот систем со помош на овој проект ќе обезбеди прецизни податоци за тоа колку една фарма работи рентабилно, колкави се производствените трошоци за одредена култура, а колкави се приходите. Ваквите податоци се особено важни за креирање на ефикасни земјоделски политики, за следење на трендовите, за одредени промени во земјоделскиот сектор во насока на поголемите приходи на земјоделските стопанства, од што придобивка ќе имаат самите земјоделци. Почитувани, во името на владата на Република Македонија изразувам голема благодарност до делегацијата на Европската Унија што ја овозможи реализацијата на овој значаен твининг проект во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а кој што ќе придонесе кон јакнење на нашите административни капацитети и на Министерството и на останатите институции и успешно спроведување на реформите согласно барањата на Европската Унија. За потребата на мрежата на сметководствени податоци од земјоделските стопанства во Република Македонија, прибирањето на сметководствените податоци од земјоделските стопанства согласно националното законодавство и законодавството на Европската Унија за ФАДАН започна во 2010 година со прибирање на податоци и нивна контрола и обработка од репрезентативен примерок од 300 земјоделски стопанства. Во 2017 година овој број се зголеми на 700 земјоделски стопанства кои се класифицирани по класа на економска големина и тип на земјоделско производство. ФАДАН системот е единствена база на податоци во Република Македонија од која што се обезбедува економски
и финансиски податоци на ниво на земјоделските стопанства. Уште еднаш благодарност и до Никола Бертолини, и до делегацијата на Европската унија, и до земјите партнери за реализацијата на овој проект, односно посакувам успешна реализација во наредните 18 години. Поздрав и до целиот тим кој што ќе работи на оваа работа. Благодарам.